Почитувани сограѓани на Република Македонија, ви ја честитам новата 2019 година и ви посакам многу здравје, среќа и успеси. Во 2018 година имавме многу работа. Успеавме да ја организираме и формираме Стопанската комора за енергетика на Македонија, составена од 50 компании во бордот и плюс членови кои што секојдневно им се зголемува бројот. Организиравме трибини низ Македонија со која што успеавме да ги едуцираме граѓаните и компаниите, да им помогнеме на секој граѓанин, на секоја компанија да знае и да биде информиран за новите можности што ги очекува во новата 2019 година. Законот за либерализација е закон кој што успеваме веќе да навлезе и во секој дом и да секој граѓанин може да одбере било кој снабдувач за електрична енергија. Целта во 2019 година е да Стопанската комора заедно со продукцијата Мариово филм и сите национални и регионални телевизии што е можно повеќе успееме да се емитуваат во живо 40 минутно 5 пати во неделата цела година едуцирање околу енергетиката и секој граѓанин да се запознае за вистинската состојба, што се случува и како да му се излезе во пресрет. Има многу жалби и поплаки од граѓаните и компаниите. Не можат секогаш и не знаат каде да се обратат. Ние сме тие каде што лично може кај нас секој да се јави и директно да се излезе во пресрет за било кој проблем. Најголем дел од проблемите е околу сметките. Сега има повеќе компании кои што се снабдувачи и трговци на електрична енергија, али не знаат што всушност се случува со нивната сметка, од каде се дојдени тие киловати, да се организира и секој граѓанин да добива детална сметка, како што за мобилен телефон добиваме детална сметка и знаеме колку минути сме зборувале, така и за сметката која што добиваме за електрична енергија, да знаеме точно секој ват кој што е потрошен во денот, за што е потрошен, да може да си го пресмета и да си го види и на крај да знае дека сметката што му е стигната е реална и колку ќе го чини и да очекува таа сума да биде реална. Во новата 2019 година не чекаат и други предизвици. Не е само емисиите кои што ќе ги едуцираме граѓаните. Тука се 85 општини, лично и јас заедно со тимот кој што не поддржува и спонзорите ќе одиме од град на град, од село на село, во секој дом, да видиме кој проблем го имаат околу електричната енергија, дистрибутивната мрежа, зошто снемуваат струја, како да се намалат сметките за струја. Воедно, најбитната работа е како Македонија да стане независна со својата електрична енергија, да не купуваме повеќе електрична енергија, туку да имаме собствена електрична енергија, да се намалат емисиите на загаденост во воздухот со исфрлање на термоцентралите, да се зголеми бројот со хидроцентрали и фотоволтаични централи и се што е потребно за да имаме собствена електрична енергија. Најбитниот дел е да стане Македонија независна во делот за електрична енергија. Со самото станување за независна електрична енергија во секоја компанија, секој собственик или домаќин ќе свати дека една ставка е помалку во својот буџет кој што ќе го двои за таа работа. Значи, една компанија што има трошок околу основните материјали за потрошен материјал во работата, втора стапка му е работникот, а третата му се сметките. Со самото тоа што ќе испрли таа трета стапка и ќе има бесплатна електрична енергија, веќе станува конкурентен на пазарот и може да се бори за што е можно подобра цена. Нашата цел да направиме Македонија не само енергетски, туку да стане и финансиски стабилна, да биде најмоćната земја која што може да се случи и на Балканот, и во Европа, и во светот. Како тоа ќе го постигнеме? Во моментот, до петок, до крајот на годината, ќе излезе новиот тендер со 22 мали хидроелектрани. Може секоја компанија која што е заинтересирана да учествува на тендерот и при тоа да се отпочне со изградба на малите хидроелектрани. Самите мали хидроелектрани се централи кои што ја балансираат
електричната енергија во државата. Втора работа, што е многу битно, се повластените тарифи. Фидин тарифите да се овозможат на секој граѓанин и компанија, не само на тие земјишта што владата планира да ги додели. Значи да им се даде можност секој граѓанин да добие повластен премиум тарифа. Зошто? Затоа што подобро да им даде на граѓаните повластен премиум тарифа, него ли да купуваме струја од надвор за многу повисоки цени кои што не очекуваат во зимските периоди. Да не се прават грешки кои што се случуваат во текот на една година околу електричната енергија и езерата, кога се празнат, а зимно време кога е потребна таа вода за да може да се балансира, таа електрична енергија во зимскиот период ги намалува сметките за струја. Ви посакам уште еднаш се најубаво во новата 2019 година и очекувам дека ќе имаме што е можно повеќе и повеќе успеси заеднички, на заеднички план и да направиме се што може да се успее. Уште еднаш ви честитам новата 2019 година и ви посакувам на сите здравје, среќа и берекет. Благодарам.